Компанијата Кранфелд Фаундри инвестира во Пробиштип, каде ќе гради најсовремена високо автоматизирана еколошка леарница за производство на делови за автомобилската индустрија. Нема простор за загриженост на пробиштипјани дека овој капацитет ќе ја загадува околината, бидејќи ќе бидат запазени сите заштитни мерки, вели градоначалникот на Пробиштип Тони Тоневски. Како градоначалник нема да дозволам никаква инвестиција, ниту било какво вработување кое што ќе биде на штета на здравието на жителите на општина Пробиштип. Во повеќе разговори со инвеститорите и нивните проектанти, како и во консултации со сите релевантни и стручни лица во нашата држава, констатиравме дека нема да има никакво штетно влијание на производството од фабриката врз животната средина и затоа донесовме одлука да ја прифатиме оваа инвестиција. Студијата која што е изработена и доставена од страна на Рударско-геолошкиот факултет во Штип и од страна на најрелевантната институција за влијание на овие индустријски капацитети од ваков тип врз животната средина покажува дека нема никакво штетно влијание врз здравието на луѓето. Во компанијата ќе се вработат најголем дел на профили со кои општина Пробиштип располага. Овде се работи пред се за техничките струки. Значи, од страна на инвеститорите сум информиран дека во почетната фаза ќе се вработат 150 лица, од кои што 50 ќе бидат со високо образование, се мисли на најголем дел на инженерски кадар, машински инженери, металурзи, технолози, електроинженери и сите други технички струки. Меѓутоа, исто така ќе се вработуваат и економисти и правници, така што ќе бидат опфатени поголем дел од квалификуваните кадри кои што ги имаме на располагање во нашата општина и се надевам дека дел од младите луѓе кои што моментално се на некое работно место во околните општини или во Скопје ќе имаат можност да се вратат и да продолжат да работат во нашата општина. Оваа инвестиција е од големо значење не само за Пробиштип, туку и за целиот источен регион и ќе значи раздвижување на целата и локалната и регионална економија. Убаво е да се вработат млади, нека работат, да не излават надвор од државата. Се што се отвори убаво е, млади ка се вработат повеќе, туку мало градче. И оваа странска инвестиција е дел од владината кампања и е резултат на повеќе месечните напори и на владата и на претениците. Ова инвестиција ја најавивме пред 1 месец. Примарното производство на компанијата ќе биде наменето за монтажната и железничката индустрија. Со тоа Македонија уште повеќе го зајакнува својот имидж како земја со автомобилска индустрија. Ова се почетни 280 директни вработувања, меѓутоа ќе има еден огромен број и на индиректни вработувања на компании кои што ќе работат за оваа фабрика, така да бројката е повисока од тоа што е најавено како 280 вработени и самите инвеститори најавуваат дека ова е само прва фаза. Некаде околу втората половина на септември ќе биде поставен камен темелникот за изградба на фабриката, а во текот на наредната година ќе излезат и првите производи. На почетокот ќе се преработува околу 25.000 тони материјал годишно. Вкупната инвестиција се проценува на 15 милиони евра, а доста важно за Македонија е отворање на 300 нови работни места во Пробиштип и околината, истакна премиерот Груевски.